се радвам што секогаш имаме прилика, една нова шанса да научиме нешто повеќе за животот, да научиме нешто повеќе за Бог и да видиме што Господ има за денес припремено. Јас денеска завршувам една серија проповеди која трае веќе 3 недели. Насловот на таа серија проповеди е Оче наш. Знаете, ние кај нас кажуваме, понекогаш кажуваме дека ако нешто треба да се знае добро, кажуваме треба да го знаеш тоа како Оче наш. И понекогаш не сум сигурен дали сите ја знаеме Оче наш, да ви кажам искрено. За да ја користиме таа изрека, мора сите да ја знаеме молитвата Оче наш. Секогаш го давам тој пример. Јас сум музичар, цел живот се бавев со музика и кога отидов да се запишам средно музичко, имаше приемен испит. И прво прашање кој беше таму на испит, на тој приемен испит беше што е скала. И се ти што се музичари знаат дека скала, ако си музичар, ќе свириш секој ден. Секој ден свирев ја скала, вижбав скали. Ама кога ме праша што е скала, јас не ја знае дефиницијата. Како е можно да нешто што го правам секој ден, не знам која е дефиницијата за тоа нешто. И понекогаш така се чувствувам за некои работи во животот кои мислим, кои генерално се прифатени дека ги знаеме, всушност испаѓа дека можеби не ги знаеме доволно добро. Како на пример молитвата Оче наш. Кога ќе кажеме дека нешто треба да знаеме како Оче наш, сикам почекај, дали ние навистина знаеме и прво ја знаеме на памет Оче наш, второ дали знаеме таа Оче наш што зборува, што не поучува. Реалноста е дека молитвата, посебно во нашето општество, историски е малце занемарена, затоа што имаме ние историја од комунизам, од социализам, во кој, да кажеме, се верувало дека имаме изреки за таа работа. Викаме, не молитва, земи мотика. Витекнувана, не знам дали сте ја слушнале таа изрека. Што ќе ти е молитва? Земи мотика да си сработиш нешто. Со други зборови, тоа можеби не е голем показател, но за мене е доволен показател за што ова општество верувало за молитвата доста време. За да излезе изрека за молитвата, треба да го веруваме тоа доста време. Едно од тие важни работи кои јас дадов еден вовет на првата серија е дека едно од најважните работи кои Исус ги учи своите апостоли е како да се молат. Најпознатата проповед која Исус ја има се учи не само по теологија, туку се учи по етика и по социологија, сека проповедта на гората. Тоа е еден морален кодекс кој Исус го поставува и според филозофите и социолозите е еден од највисокиот морален кодекс кој некој некојаш го поставил. Конфуција рекол вака: не го прави на другите тоа што не сакаш да ти го прават. Тоа е златното правило на Конфуција. Исус тоа златно правило го подобрува. Не е во пасивна форма, туку е во активна форма. Прави го на другите тоа што сакаш другите тебе да ти го прават. Сега да кажам, едноставно, ова е една од најпознатите проповеди никогаш проповедена, тема која е многу проучувана во сите дисциплини и во средиштето на таа проповед. Таа проповед се наоѓа во Матеевото Евангелие од 5 до 7 глава, а во 6 глава, во средиштето на таа проповед се наоѓа молитвата Оче наш. Моментот кога Исус ги учи своите апостоли како да се молат. Јас сега ќе го прочитам тој дел. Матеј 6 глава 9 до 13. Тие што сте слушнале Оче наш ќе ја препознаете сега во овој текст од Библијата. Исус вели вака: туку молете се вака: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го денес. И прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Сега читам доста литература за Оче наш молитвата. Доста коментари, доста луѓе кои ја проучуваат таа молитва, доста теолози. И да ги каже вака: ако не сакаш да се менуваш, те молам, не ни моли таа молитва. Бидејќи ова молитва се моли само ако си спремен Бог да те менува. Иначе нема никаква логика. Да се молиш значи да се менуваш. И ти рекол вака: да живееш значи да се менуваш.
Човекот не е статична форма. Ние се менуваме, се раѓаме во една форма, умираме во една друга форма. Ние се менуваме. Тие некои биолози ќе кажат дека овие што клетките од кои ние сме создадени, тие на неколку години сите клетки умираат. Фактички после неколку години како субстанца ти не си истата личност. Човекот се менува. Актот на молитва кој ни е даден сам по себе е огромна Божја милост. Отворен преку молитвата, отворен е пат за љубовта, трпението, радоста, мирот и сите тие други наброени работи во Галатјаните 5 глава за плодот на духот. Отворен е патот тие да станат дел од нас и тоа преку молитвата. Најтешкиот дел од молитвата не е да почнеш, туку да продолжиш. За почеток на молитвата може да најдете лесно причина. Ако си студент, ве чека некој тежок испит, многу лесно се моли човек кога доаѓа некој тежок испит. Тоа се дури и оче еднаш се знае на памет. Или кога сме во некоја животна тешка ситуација и во некоја животна тешка потреба, човекот лесно пристапува на молитва. Дури сум видел човекот кој е атеист ќе се моли кога е во тешка ситуација. Еден од тие атеисти познат е, Ричард Докинс беше, и во едно тој е многу интересен човек е, затоа што тој сега да се зафркава со христијаните и вика, ај, ги праша на улица, христијанин си? Сум. Кажи ми кои се 4 евангелија, да видам дали ги знаеш, и така ги тестира, нели? И во едно шоу, него го праша овој, ти атеист си, овој устилот го сакаш Дарвин и така натаму. Да, како не, си ја прочитал таа неговата книга, што е, нели, да, вика, кој е насловот на таа книга? И таа Дарвин има The Origin of Species, така сега неговата книга, ама он има еден поднаслов што е малце подолг. Вика, кажи го поднасловот. И он чека сега ќе ми текне и вика, ле, Господе, помогни ми, пошто се моли таму, тој како изречица, не дека дословно се молел, ама поентава е дека човекот има како некоја природна реакција да се моли кога е во густо, кога наставно му е тешко. Од тоа што можеме да го видиме често пати во Евангелиите, ќе видиме дека рано наутро, се уште додека беше мрак, Исус одеше да се моли. На други места ќе видиме дека после тежок ден, на пример, хранење на 5000 народ со лебови и со риба. Служење на 5000 народ. Не знам дали има ресторан во Скопје кој ќе се повели со таква дневен број на гости. 5000 народ да ги нахраниш. И после еден таков напорен ден, после поучување секој ден, ти што сте професори, што поучувате, знаете што значи кога нешто поучувате, посебно проповедањето. Проповедањето е една активност која едноставно го отвараш срцето, зборуваш од себе, го отвараш твојот живот пред другите луѓе. Исус тоа го прави цел ден, заморот после тоа нешто е неверојатен. Исус после еден таков ден, додека сите отидоа да се одмарат, тој се искачи на планината да се моли. Молитвата бил составен дел од животот на Исус. Од она што можеме да го прочитаме за молитвата е дека дарот на молитвата кој го добиваш, дарот од молитвата е самата молитва. Зошто? Затоа што во молитвата ние пристапуваме во Божјото присуство. И тоа е од најубавите дарови кои некој може да ги има во овој свет. Молитвата не го одржува христијанскиот живот, мислиме дека ако се молам повеќе ќе го одржува мојот христијански живот, мојата вера и така натаму. Не. Молитвата е христијанскиот живот. Нашиот живот треба да биде како една голема молитва. Се можеби имате дефиниција за молитва, само едни наредени збори од почеток до крај со една логичка реченица и си кажете тоа е молитва. Молитвата е многу повеќе од тоа. Молитвата е една духовна, телесна, животна дисциплина во кој ти се посветуваш саме, се предаваш целосно себе си во служба на Бог и во служба на другите. Служиш. Тоа е молитвата. Преку молитвата почнеш со зборовите, ти се моли за луѓето, па Исус кажува да се молиме и да ги љубиме и непријателите дури. Почнуваш од тука, но тоа никогаш не застанува тука. Молитвата кога застане на зборовите, тоа не е молитва. Молитвата, како што кажам на самиот почеток, молитвата треба да те менува. Ако не си спремен молитвата да те менува, тоа џабе се молиш. Молитвата е христијанскиот живот.
Тоа е суштината на христијанскиот живот. Дали радоста може да постои воопшто овде на овој свет и на оној кој ќе дојде, освен да се биде во интимно заедништво со Бог. Христијанскиот живот е заедништво во повеќе аспекти. Првото е заедништво и најважното е заедништво со Бог, но после и заедништво со верните. Еве денеска баш пред богослужбата зборев со некои луѓе дека верувам дека еден од најголемите дарови кои Господ ги има за нас е самата црква. Затоа што во црквата нема да се погодат луѓе кои најмногу ги сакаш, често пати. Ќе се погодат луѓе кои ќе те предизвикуваат. Ќе се погодат луѓе кои имаат потреба од тебе, од твоите дарови, од твоите способности. Ќе се погодат луѓе од кои ти ќе имаш потреба. Тоа е црквата, тоа е заедништвото, тоа е семејството Божјо и токму во тоа нешто Бог нас не повикува. Друга работа што досега научивме, затоа што голем дел од Отче наш го обработивме, еден од последните дарови, сегменти од молитвата кои ги учевме е простени ги долговите наши, како што ние ги проштеваме нашите должници. Простени ги нашите, Господе, гревови, како што ние ги проштеваме гревовите на оние кои на нас не сгрешија. Знаете, да се побара прошка од Бог, кој никој не те слуша, ниту знае за кој грев ќе молиш, тоа е лесна работа. Но да простиш можеби на некој друг кој тебе вистински те изгрешил, тоа е малце потешка работа. А Исус кога се моли, тука ја става тоа во еден контекст. Прости ги моите долгови, како што јас ги проштавам долговите на оние кои мене ми должат. Можеби ќе кажеме, па добро, полесно е да се прими прошка отколку да се даде. Моето размислување е следно. Вратата во нашето срце, внатре во нашето срце, кај нас, која не оспособува да простиме на другите, кои нам не сгрешиле, е истата врата која нас не оспособува да примеме простување. Истата врата е тоа. Ако инсистираме таа врата да биде затворена за другите, да им простиме, верувам дека инсистираме таа врата да биде затворена да примеме било каква прошка. Затоа што Бог, кога ни простува, сака да бидеме способни да им простиме на другите. Има една страшна парабола која Исус ја кажува за слугата кој му било простено толку многу што никош не можел да го исплати тоа што го должел, кој подоцна оди и става во затвор некој негов пријател кој му должи толку малку, затоа што не можел тој пријател во моментот да му плати. Тогаш Господарот кога сватил дека му простил многу на тој, а тој не можел да прости малку на неговиот пријател, тогаш доаѓа казната. Онака како што се молиме за Бог да ни ги прости нашите долгови и гревови, треба да се сетиме дека и ние треба да бидеме тие канали преку кои Божјата благодат и милост ќе течат кон оние на кои таа благодат и милост им е потребна. Како што сме примиле простување, така треба и да дадеме. Јас и ти сме повикани како христијани да бидеме луѓе на простување, доколку сме вистински Христови следбеници. И доаѓаме до еден многу важен дел од молитвата Отче наш, кој гласи вака: не воведувај не во искушение, но избавене од лукавиот. Денес можеби ќе се запрашаме што би требало тоа да значи, да не воведува искушение, но да не избави од лукавиот. Како може Бог да не искушува? Дали Бог сигра мајтап со нас, не искушува? Што прави Бог? Ние сме навикнати да слушаме што Бог прави за нас. И тоа секогаш е во контекст на спасение и избавување. Секогаш кога ќе видиме Исус на крстот, тоа е совршената слика за Бог, што Бог прави за нас. Тој се жртвува себе си за нас. И тоа е вистинската слика. Ама некако не можеме во никој случај да замислиме дека Бог може да не искушува или да не тестира нас. И секој во посланието на Јаков во Библијата пишува дека Бог не искушува, воопшто не искушува. Јаков вели дека искушенијата во нашиот живот, сите искушенија во нашиот живот кои доаѓаат, тогаш кога доаѓаат, се водени од нашите страсти. Од тука доаѓаат искушенијата. Нашите страсти ги носат искушенијата во нашиот живот. Но дури и кај Јаков овие зборови доаѓаат во контекст на тоа што тој го кажува
за едно време на големи испитувања. Тогаш доаѓаат нашите искушенија. Тогаш се активираат нашите страсти, кога доаѓа време на големи испитувања. Тоа уште пострашно ни звучи, за време на големи испитувања, не сакаме таква работа, па ја прифаќаме молитвата така како што ја знаеме што и да значи тоа. Ако овој дел го преведам буквално во наш јазик, Исус не учи да се молиме вака: не донесувајне во време на големи испитувања. Кога Исус вели, или онака како што е буквално преведено, не воведувајне во искушение, тоа како ние треба да го слушаме во наш контекст, значи не донесувајне во време на големи испитувања. Не дозволувај да се соочиме со големиот тест. А секогаш кога ќе кажеме зборот голем тест, мене секогаш ме носи на мислите на Гецеманија, тогаш кога Исус беше вистински тестиран во Гецеманија. Тогаш, дури ја знаете, можеби, ако не сте читале воопшто Библија, знаете зборовите: ако може да ме одмине оваа чаша, да испиеш чашата на гневот, да испиеш чашата. Тоа е произлезено од молитвата на Исус. Ова узречица е произлезена таму. Тоа беше големиот тест со кој Исус се соочи. Исус така ги предизвика и своите, и ги упомена своите апостоли да се молат за да не бидат тестирани со големиот тест. Исус им каже на Петар, Јаков и Јован во тој момент кој беа со него, таму да се молат заедно со него, да внимаваат да не бидат доведени до, грчка збор е пирасмос, до тестот, големото време на испитување. Исус во Гецеманија виде нешто кое ние често го забораваме. Исус виде нешто. Во Гецеманија тој виде и ги отвори очите на апостолите да видат дека покрај Божјата сила, покрај Божјата волја, она што е доброто во овој свет, оперира и моќта на злото. И во тој момент во Гецеманија, таму тогаш кога се молеше Исус, едноставно во тој момент тие две волји, тие две сили се споја. Исус знаеше дека тој сам ќе треба да влезе во средиштето на сето тоа и сам да се соочи токму со сите тие темни сили на злото. Сам тоа можеше да го направи. Тоа беше големиот тест. Додека тој се молеше, тој беше искушуван да го избегне тој голем тест. Дори тој се молеше: ако може да ме одмине таа чаша, Господи, но нека не биде мојата волја, туку да биде Твојата. Тоа беше молитвата со која Исус се молеше. Ако некој сте се запрашале дали Исус бил 100% човек, секогаш имаме молитвата од Гецеманија, каде што тој беше во страшна агонија. Може би ќе се каже: па добро, тој го знаеше крајот, па лесно му беше тоа да го помине. Знаете, искушението кој Исус го имаше, ако не беше реално, тогаш џабе ние збориме тука, џабе веруваме. Ако искушението кој Исус го имаше не беше вистинско, тогаш џабе зборуваме тука. Едно од значењата кои може да се извлечат од овој текст е дека Исус им кажа на апостолите да се молат да не добијат никаков тест како овој со кој тој се соочува, бидејќи сигурно ќе попуштат по тој притисок. Тестот кој Исус го имаше беше страшен. Додека тие чекорија со него и ја извршува работата на Божјото царство, знаете, тоа беше прекрасно. Во тој момент пред Гецеманија, кога Исус беше познат, кога Исус исцелуваше, кога Исус хранеше 5000, кога Исус одеше по вода, тоа беше лесно тоа да се следи. Лесно беше. До душа сите се тепа да бидат околу Исус. Имаше момент кога апостолите почна се расправаат кој ќе биде поголем од нив до Исус, знаете. Па дури на двајца апостоли тоа веќе за срам. Мајка им дојде да го праша Исус дали може они да седат од неговата лева и десна страна. Мајка им дојде да праша, тоа е срамота. Тока им мажи. Мајка им го праша Исус: може ли моите синови, знаеш, да бидат твоја лева и десна страна? Тоа е многу јако. Лесно е да се следи Исус. Кога на цветници Исус влегува во Иерусалим, јава на Магре, го пречекуваат како цар. Лесно е тоа да се следи Исус. Но во Гецеманија беше многу тешко. Многу тешко. Преку Вија Долороса, носењето на крстот беше многу тешко да се следи Исус. Тој сите се разбегаа. Еден дури
Петар, оној силниот Петар, Карпата Петар, Каменот Петар, тој се откажа од Исус, се колнеше дека него ни знае. Тоа беше тешко да се следи Исус. Кога тие го ја извршуваат работата на Божјото царство, се беше во ред. Но Исус гледаше дека освен Галилеја, таму каде што тој беше најпопуларен, тој требаше да отиде во Ерусалим, таму каде што ќе се соочи со овој огромен тест. И знае дека апостолите треба да бидат заштитени од тоа. Дури тој се моли за апостолите. Сепак, погледот кој го имаме ние мора да се прошири малце повеќе. Читајќи го Новиот Завет, гледаме дека Божите луѓе честопати се подложни на тестови. Нивниот живот, нивната вера честопати е тестирана и Бог тоа го дозволува. Не мора да прочиташ за да го разбереш тоа. Ако чекориш со Господ, ако чекориш во верата, ќе видиш дека честопати ќе се најдеш во ситуација во која треба да одбереш лево или десно. Лево значи страстите до максимум, моја корист, мој успех, баш ме гаѓа за другиот кај ќе заврши, дали ќе сгазам некој попат. Десно значи патот на правдата. И тоа не мора никој да го знае. Ти сам внатре се чувствуваш да избереш дали да останеш во тајност и да добиеш некаква корист или само пожртвованост и патот на праведност. Не мора далеко да одиме. Понекогаш мислим дека тоа можеби е страшно, можеби е грозно. Но знаете, ние забораваме дека како деца, тоест, моите деца, мораш да ги изложиш за да пораснат. Ако детето јас цело време го носам, носејќи го вака во раце, зашто и да му треба, детето никош нема да проводи. Мораш да го оставиш детето и да падне понекогаш. Мораш, не можеш да ги заштитиш цело време, зашто нема да пораснат. Ако ние имаме некаква слика на Бог како татко, тоа е прекрасно, но ако за себе имаме како слика како вечни бебиња, тоа е погрешно. И мора да растеме. И затоа ќе има одново и одново тестови на кои ќе бидеме изложени. Нашата вера, Бог ќе допушти да имаме искушенија, да имаме тестови за да пораснеме. И инаку ништо нема да научиме. Целото школство е базирано на тоа, има тестови за да видиш колку знаеш. Ако мислиш дека, имам еден пријател вели вака, ако мислиш дека нешто знаеш, земи напиши го, да видиш дали знаеш. Тоа јас така се тестирам. Ако мислам дека знам нешто, ќе почнам да пишам за таа работа, ќе видиш дека уствари појма немаш. Треба да читаш малце повеќе. Треба да истражуваш малце повеќе. Ако нешто мислиш дека знаеш, земи пиши го, тестирај се. Ако мислиш дека знаеш нешто на твоето работно место, изложи се на тоа работно место. На таа струка да видиш дали нешто знаеш. Инаку така за муаве, сите се знаеме. Имаше едно старо шоу од К15, не знам дали знаете, доаѓа Миле Паника во еден контекст на бизнисмени и се овие бизнисмени си прават муабет, тоа од почетокот на 90-ти, можеби се случувало такви работи. Бизнисмените прават муабет за што треба да прават, дека треба да снимат видео и Миле Паника, нема да даш пари, ја тоа ќе го направам, јас дупликада нешто оно, дека треба да направиме лавабото. Немој пари, ја тоа лавабото ќе го направим, се он знае. И на крај шоуто за овој скечот завршува со тоа што Миле Паника бара 100 денари да си купи нешто. Он све знае, но нема 100 денари да си купи нешто. Ако знаел нешто, ќе направил нешто, ќе заработил пари и така, ќе се изложил малце. Верата, зошто се потребни тие тестови? Верата, како и животот, не е права нагорна линија. Верата оди нагоре, надоле, нагоре, надоле. Таков е животот. Знаете, ако се лажеме себе си, ако го прифатиме тоа да кажеме positive thinking mode of living, ќе мислиме дека стално нагоре треба да одиме. Знаете ли што? Тоа за таков живот треба страшна енергија, која верувам дека не може никаде да најдеме. Дека стално нагоре ќе идеме. Мора да прифатиме дека понекогаш животот е угорница, понекогаш е удолница. Со тоа што угорницата е малце потешка. К.С. Луис е еден од познатите христијански писатели на 20 век. Тие што не го знаете, ако се слушнале за Нарнија, тој е писателот. Тој пишал во една книга
Писмата на душевадникот. Имаме тука се продава, јас топло ја препорачувам. Тоа е фикција секако. И тоа е сетникот е следен. Стар ѓавол му пишува на младиот ѓавол како да го искушува христијанинот. Многу јака работа. Има еден момент во кој младиот ѓавол му пишува на стариот ѓавол дека се радува затоа што христијанинот паднал во верата. И стариот ѓавол малце поискусен му вика вака: немој да се радуваш за таа работа. Нашиот непријател, според него непријател Бог, вика посебно тие моменти ги користи за да ја порасне нивната вера. Нагоре, надолу. Но има тука една важна работа која никогаш не смееме да ја заборавиме. Иако нашата вера ќе биде искушувана, сепак нема да биде искушувана до точка на прекршување и уништување. Никогаш. И тоа е ветување кое Бог ни го дава. Тоа е нешто со кое апостол Павле се соочил. Нема да бидеме испитани повеќе од колку што можеме да поднесеме. Тоа е едно утешно слово за нас. Во 2 Коринтијаните 4 и 6 глава, каде апостол Павле зборува за неговите искушенија, искрено ви кажам, кога ќе прочитам што се тој човек поминал, секам жиле, немој да се жалиш више во живот. Бродоломи, каменување. Мене вака камче да ме погоди, ме боли. Човекот бил каменуван. По-брутално, по-варварски, нема по-брутален чин. Каменување. Човекот вели, не бев тестиран. На моменти помисли дека сум веќе скршен, но во ретроспектива гледам дека Бог не дозволи да поминам повеќе колку што можам да поднесам. Тоа што е важно за нас. За сите нас различно овој тест изгледа. Не постои правило колку тестове на кои му следат. Не постои такво правило. Знаете, односот со Бог е однос. Како и секој однос тој се гради. Јас не можам да имам иста форма на однос со сите околу мене. Со мојата сопруга имам еден вид на однос. Со моето прво дете имам друг вид на однос. Со моето второ дете имам трет вид на однос. Со моите пријатели, со мојот брат, со моите пријатели имам различен однос. И секој однос различно се развива. Односот со Бог е однос. И Бог својот однос со нас посебно секој ќе го гради на еден посебен начин. Тоа е Бог. За секој однос има различно испитување за да растеме во тој однос. Како што јас и го тестирам моето дете да ми верува, често пати немате појма колку потребно е тоа да се каже на децата. Верувај ми. Колку пати тоа се појавува како тема помеѓу нас. Кога треба само да ми верува, дека добро ќе испадне на крај. Процесот треба да го верува. Господ тоа често пати не тестира секој еден од нас. Не воведува искушение, завршува со избавено од злото или избавено од лукавиот. Оригиналот на грчки може да се преведе онака како што е напишано во Новиот Завет, е или како злото или како злиот. Во суштина злото е многу неодредено и лизгаво и лигаво и тешко може да се разбере. Такво е злото. И затоа верувам дека и терминот кој Исус го користи тука е таков. Едноставно нема некоја црста форма, флуидна форма. А тоа е и поентата. Бог создава прекрасен свет во кој злото нема никаква логика. Злото во светот во кој Господ го создал нема никаква логика. На злото по правило не би требало да се радуваме. Ако се радуваме на злото, тоа е во тајност. Затоа што е грев. Јас не сум сретнал луѓе на погреб кои се смеат и се радуваат. Тоа е зло, смртта е зло. Смртта е продукт, директен продукт на злото. И ние сите ние плачеме затоа што тоа нема логика. Едноставно не сакаме да го прифатиме тоа. Но тоа е дел од нас сега. Злото по правило нема легитимитет тука, нема логика за нас. Важната работа за нас која мораме да ја разбереме дека именувајќи го конкретно злото или адресирајќи го злото директно, ние му даваме дури и некаква улога во овој свет, а тоа не смееме да го правиме. Не треба да го правиме, бидејќи за злото нема место во Божјото создание.
Ја разбираме природата на злото преку тоа што чувствуваме дека речиси секојаш кога да правиме нешто добро. Еве јас за себе кажам. Злото некако се прикрадува и дава некој темен елемент дури на нашите најдобри намери и нашите најдобри дела. Често пати кога ќе направам некое, како да кажам, selfless deed, најнесебичното нешто, ќе се почувствуваш браво жиле. Злото така може да се прикраде понекогаш. Браво жиле. Или ќе направиш нешто во тајност со надеж дека некој тоа ќе го дознае. Каже браво жиле. Такво е злото. Се прикрадува таму каде што не очекуваш. Луѓето кои се инволвирани во службата на ослободување, црквата има еден популарен збор, има и филм снимано за тоа, драматични филмови. The Exorcist, се слушале? Екзорцизмот. Тоа се употреба многу театрално сега за екзорцисти кои не знам што правеле и така натаму. Луѓе кои се инволвирани во таа служба, ќе ти кажа дека нема ништо драматично во таа служба, освен во тоа што луѓе кои треба да бидат ослободени од некои темни сегменти на животот, ќе ви кажа дека темнината на злото е навистина темна. Многу е тешка. Луѓето кои се изложени на таа работа се осамени, страшно осамени, страшно збунети, во огромна потреба им е потребна најголемата молитва која може да ја разбереме. Светот на темнината е непријатен и мрачно мистериозен свет. Таков е. А нашата молитва е: не доведувај до точка до која ќе се скршиме и не дозволувај тие сплетки на злото да навлезат длабоко во нас. Избави не Господи од сето тоа. Таква е таа молитва. Сакам од овој дел да научиме две работи. Прва работа. Во Лука 22 глава, додека Исус го апсеа, тој им потврди дека сега ова апсење во тој момент, кога него го апсеа, тоа е нивниот час. Знаете, во Новиот Завет Исус користи еден, така се вика, паралелизам. Тоест Јован кога ја пишал својата евангелија, ама и другите, користат форма на пишување, еврејска форма на пишување се вика паралелизам. Има повторување, сето тоа секвенции има во кои писателот сака да искомуницира нешто. Јован најчесто може да го видиме дека кога Исус му викат: "Одеде таму, покажи се, кажи дека ти си тој Месијата." Исус вели: "Сега не е мојот час не е дојден." Често пати тоа Исус сега да го каже. Кога Марија му вика на Исус: "Снема вино, треба да се направи вино, на свадба сме, нема вино." Кога Исус треба да направи водата во вина, Исус вика: "Што барато ми не уште, мојот час уште не е дојден." И мојот час. Кога Јуда го предава Исус, тоа беше часот на Јуда. Во Евангелието според Лука, кога го апсат Исус, тоа беше часот на злото да го уапси Исус. Исус вели: "Тоа е вашиот час." Тој знаеше дека тој е моментот на злото и на темнината. И целата кулминација на злото се собира токму во тој момент. Оние кои не може да се обединат во ниеден случај, а тоа е свештеникот, царот и императорот, тоест Пилат, Ирод и Јананија првосвештеникот, во тој момент се обединија против Исус. Ти беа страшно раскарани страни, сите до една. Во тој момент најдел заеднички непријател, тоа беше Исус. И дека Исус знаеше дека тој ќе биде оној кој ќе се соочи со целокупната моќ на злото во тој момент и врз себе ќе дозволи злото да се истори во целост, безрезервно. И така и се случи. Исус не умре со обична смрт. Втората работа која треба да научиме е дека додека Исус се молеше оваа чаша да го одмине, сепак таткото на таа молитва одговори со не. Таткото каже не. Нашата молитва за избавување од злото или од злиот се темели токму на овие Исусови зборови. Со тоа што додека се молиме, знаеме дека тој не беше избавен од злото и од злиот, за јас и ти да можеме да бидеме избавени од злото и од злиот. Нашата молитва за избавување од злото
Нашата молитва за избавување од злото секогаш мора да биде благодарствена молитва, насочена кон Исус, затоа што тој го поднесе наместо нас на крстот. И доаѓаме до завршниот дел од Оче наш, кој вели вака: Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Овој прекрасен завршеток на оваа Господова молитва не може да се најде во ниту една од раните манускрипти на Матеј и на Лука, онамо каде што Оче наш ги запишат. Туку може да се најде на едно друго место. Еден документ, рано црковен документ кој се вика Дидахе. Тие што студирале теологија знаат за кој документ станува збор. Тој е рано црковен документ за кој многумина веруваат дека датира од првиот век. Овие зборови, иако не датираат од Исус, не се запишени изворно од Матеј и од Лука, се чини дека се зборови кои првата црква ги ставила во контекст на молитвата Оче наш, кај што ние сега и ги читаме. Секако во голем дел тој дел содржи доста работи кои резонираат од Стариот Завет. И се чини како еден логичен завршеток на таа молитва. А што зборува овој завршеток да биде? Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Завршен дел. Секогаш кога луѓето од првиот век ќе ги слушнат зборовите царство, сила, слава, знаете ли на што помислуваат? Помислуваат на Рим. Царство, сила и слава резонираат за Цезарот, резонираат на Рим. Цезарот кој седи на својот трон и кој го владее своето царство со апсолутна моќ и слава, имајќи илјадници слуги околу него и низ целиот свет, кој слушал с работа да се оствари неговата волја. Кога првата црква се моли со Оче наш и конкретно со овој завршеток кој сега прочитав, тие се молат Бог да ја покаже својата моќ и својата слава преку Исус и неговото владење на светот, да го открие вештачкото и ништожно владење на Цезарот. Тоа се моли првата црква. А зошто мислите дека раните христијани биле убивани? Затоа што само верувале во еден од сите тие можни други богови кои постоеле во многобожечко општество? Нивната молитва директно ја предизвикува власта на Цезарот. Терминот Христос во првиот век се користи за Цезарот. Тој е спасител. Кога Цезарот оди да поробува, тој има своја кампања дека тој уствари ги ослободил. Тоа не е многу странно на нас. На Балканот тоа многу често знае да се случи. Баре во 50 години еднаш два пати. Кога некој ослободува некоја територија. Тоа се случува во првиот век. Цезарот во првиот век се вика Христос, зашто тој е ослободител. Кога црквата вика Исус е Христос, тие директно ја предизвикуваат улогата на Цезарот. Знаете, Цезарот не бил многу заинтересиран за простување. Тоест, Цезарот се величал, ако читате старите римски документи, зашто се величат Цезарите, затоа што убиле 1, 2, 5 милиони. Нема простување тука. Цезарот, ако си среќен, може да ти донесе нешто леп на масата. Ако си во неговите 5 избраници, така на тоа. Царството на Цезарот, како што се моли и во молитвата Оче наш, царството на Цезарот, ако не си внимателен, може лесно да дојде на твојата земја како што и на небото. Но нема да биде нешто кој многумина ќе го уживаат. А на сите кои му оддавале чест и слава, познавајќи каков е Цезарот, дури и оние најпосветените ќе размислуваат дека доколку би имале опција дека не би ја дале таа чест и слава на некој како Цезарот, знаејќи што се направил и што тој навистина прави. Чест и слава се дава на Цезарот затоа што се мора, не затоа што сакаш. Царството, силата и славата можеме да ги видиме како субверзивна конотација во Библијата за Бог и неговото владење и во Новиот Завет. Субверзивна во контекст на
Не доаѓа Христос сега со своја војска да го порази Цезарот, туку доаѓа преку молитва, преку љубов, преку служење, преку самопожртвуваност. Проповедта пред оваа серија што ја имав беше на Филипјаните, 2 глава. И тие што бевте тука знаете дека таму е лоцирана една од најубавите химни за Исус. И тоа на некој начин го велича името Исус, кое стана име за спасение и слава за целиот свет. И како тоа име стана нешто пред кое секој народ ќе исповеда дека тој е Господ, за слава на Бог Отецот. А како Исус, името Исус стана тоа? Тоа имаме тоа дека тој кој беше еднакво со Бога се понизи и стана и зема обличе како нашето, човек во вид на слуга и кој беше послушен до смрт, дури до смрт на крст. Оној кој не можеше се тепа за таа позиција се откажа од сите тие удобства да стане еден од нас и да умре наместо нас, да биде послушен до смрт на крст. На тој начин името Исус стана име кој ќе биде почитувано во целиот свет. Во овој дел можеме да видиме дека царството, силата и славата која имаат Исус нема врска со она на Цезарот. Или има уште еден друг момент. Кога Исус изборува на апостолите за тоа како господарите владеат со овој свет, со сила и слично и така натаму, Исус им вели: ние нема тоа да го правиме. И тоа беше во контекст на муабетот, кој бил поголем од нив. Ви кажав тоа на почетокот. Исус седи и овие апостолите околу него се расправаат кој е поголем, ама јас прво го сретнав, ама јас и така натаму. Исус вика вака: вие знаете дека господарите во овој свет владеат на тој начин што понижуваат, опресивни се и така натаму. И тој вели вака: ние ќе го правиме, токму царството мое се базира на токму спротивставени вредности. Тој што сака да биде најголем помеѓу вас, ќе биде слуга на сите. И како тоа Исус го докажа? Ако читаме Јован 13 глава, тогаш моментот пред Исус да биде фатен, таму вели вака: Исус почувствува дека целата сила, целата власт му е дадена. Тој моментално најмоќниот во собата, најсилниот во собата. И што тој направи? Јован е неверојатен кога го пише тоа, секогаш кога го читам тоа ми доаѓаат солзи. Вели кога Исус почувствува дека целата власт му е дадена и на небото и на земјата. Во тој момент Исус се препаша, зема леген, вода, им ги изми нозете на учениците. Најголемиот во собата им служеше на сите. Најголемиот во собата постави прекрасен пример за секој еден од нас. Тој вели: Синот човечки не дојде да му служат, туку да служи на сите и да го даде својот живот за откуп на многумина. Во целост, приказната на Исус прави една важна редефиниција на тоа што значи царство, што значи сила и што значи слава. Исус го менува значењето на овие зборови преку целиот свој живот. Ова може да се забележи и преку историјата на црквата. Онаа вистинската и славна историја на црквата. Преку сите свети кои умреле, кои го дале својот живот на своето мисиско поле, онаму каде што служеле, безрезервно, целосно посветено. Има и примери за црквата денес. Тоа царство, сила и слава, онака како што Исус ги покажал, сега преку Светиот Дух ние се молиме да действува во нашиот контекст. Посебно тоа е видливо на места каде христијаните се прогонувани. Таму каде што темнината е реална, знаете ли. И работат како underground цркви. Имате многу вести, јас добивам многу вести за црквите низ цел свет. Например во Иран, онаму каде што не може да се слушне на вести, е црква која најбрзо расте, најмногу расте таа црква таму. И токму преку оние кои во таа земја се сметаат за не толку важни, преку жените. Најголем дел од водачите таму се жени, оние кои во Иран се сметаат како најнезначајните во општеството. Тоа царство и сила и слава, Бог преку Светиот Дух ги открива и действува, најчесто многу посилно и помоќно од примерите во црквата во кои се прави само повеќе галама.
Понекогаш целот ќе направи само галама. Нема ни служење, нема ни плод, ништо нема. Господ таму каде што нема многу, преку таму се прославува. Секогаш кога ќе се молиме со Оче наш и ќе ја завршиме со зборовите за царството, силата и славата, исто така мислиме и на Исусовите зборови кои се наоѓаат на крајот на Евангелието според Матеј, во кој Исус вели дека сега сета власт на небото и на земјата и во неговите раце. И не праќа нас, сите ние кои сме негови следбеници, негови ученици, да правиме ученици за него од сите народи. Не да правиме верници, не да правиме војници, туку ученици, поучувајќи ги да прават се што Исус заповедал, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух. И дека тој ќе биде со нас до крајот на светот. Секогаш кога ќе кажеме Твое царството и силата и славата, ние се молиме Емануел, Бог со нас, да биде тој кој ќе биде со нас, да биде активен во овој свет и оваа молитва да ја услиши. Неговата волја да биде на земјата како што и на небото. И ќе завршам со зборовите кои апостолите ги кажуваат на Исус пред молитвата Оче наш во Лукиното Евангелие. Кога тие гледаат како Исус се моли, тие му велат вака: научи не како да се молиме. Молитвата во Лука се наоѓа во еден контекст на тоа како кога Исус се молел, па неговите апостоли го замолиле и нив да ги научи да се молат. Веројатноста е голема дека апостолите не биле воодушевени од Исусовите зборови само или од неговите дела, туку тие биле воодушевени од неговиот молитвен живот. Тие внимавале на Исус во секој чекор што прави. Знаете, Исус го викале Рави. Раби во првиот век значи дека некој го следиш во чекор. Еден од благословите кои ги имале за оние следбеници на тие важните учители во првиот век биле вака. Благослов гласи вака: прашината од твојот рабин да падне врз тебе. Затоа што каде и да оди рабинот, ти го следиш чекор по чекор. И тој благослов треба да следи и тебе. Тоа е нешто од првиот век. Ти го следели Исус чекор по чекор и ги гледале неговиот живот во детали. И ти биле воодушевени од неговиот молитвен живот. Тие внимавале на тоа што Исус го прави. Забележувале дека неговата молитва е малку поразлична од молитва на фарисеите, на просвещениците или на било кој друг од нивно време кој го виделе. И така Исус им ја кажува молитвата, но веднаш после тоа им кажува пример за некој кој во доцни часови оди кај својот пријател и бара нешто затоа што му дошле касни гости. Дај ми бе нешто шеќер, затоа што ми дојдеа гости, треба да сварам кафе, немам шеќер. И он вика: бегаме, касно е, децава спијат, ќе ги разбудиш. И вика, тој беше упорен, на крај му даде. И вика, не му даде затоа што му беше пријател, туку затоа што овој беше упорен. Исус и вели на апостолите: молете се постојано на таков начин. Не се откажувајте од молитва. Значи, тоа е првата работа која треба да научиме. Никогаш да не се откажуваме од молитвата. Сек постојано да се молиме. Втора работа. Додека се молиме, молитвата има силен ефект врз нас. Не се работи само за молитва кога сме во густо, ви кажа дека тоа е најлесно да се моли, туку за целиот живот, кој треба да биде своевидна молитва пред Бог. Со тоа што Исус не учи како да се молиме, и со тоа како ние постојано се молиме и стануваме луѓе на молитва, Исус сака нашите животи да станат свети животи. Онака како што се молиме: Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое. Сака да имаме свети животи. Животи на неговото царство. Животи кои го споделуваат на сушниот леб. Животи кои ги избавуваат од зло. Животи кои ќе простуваат. Молитвата Оче наш треба да биде твојата патека, но треба да биде и твојата дестинација. Сето она за кое се молиш Бог да го канализира преку тебе на земјата како што е на небото. Тоа е молитвата. Знаејќи дека додека се молиме со Оче наш, знаеме дека многу делови од нашиот живот не го рефлектираат тоа што се молиме. Но тоа е патеката по која чекориме, затоа што сакаме таа молитва да биде целта и на која ќе стасаме еден ден. Сакаме да дојдеме до момент кога ќе се молиме и ќе знаеме дека таа молитва станува реалност за нас. Но
Нема да стасаме случајно. Знаете, сите најдобри работи во животот, во нашиот живот, постигнувања кои се најдобри, сме ги постигнале намерно. Моментално има многу лотарија и коцкарници околу нас и не тера да размислуваме дека можеби на среќа нешто ќе добиеме во живот, ќе ни се падне нешто. Оние работи кои на вистина се вреднувани во тебе, ти ги вреднуваш на него, се работи за кои ти си работел напорно и намерно во одредена насока. Така и молитвата. Намерна насока во еден правец, за да дојдеш до некој резултат. Трета работа, во конечност, кога имаме причест, сега прва недела во месецот имаме причест и кога го прекршуваме левот, се сеќаваме дека левот во молитвата, Оче наш е центарот во проповедта на Исус, а левот е во центарот на молитвата. Левот наш насушен е во центарот на молитвата. Се сеќаваме дека левот во молитвата Оче наш се наоѓа во самиот центар. Во прекршувањето на левот се сеќаваме на Христовата жртва и големата победа која тој ја извојува над смртта. Жртвата на Исус на крстот нема да има никакво значење без неговото воскресение. Апсолутно никакво значење. Може ќе кажеш, Живко до сега беше логичен, ама сега збориш за луѓе кои станале од смрт. Тоа ќе нема логика. Па знаете ли што? Ако тоа не е вистина, стварно, нема никаква логика да се верува во некој кој умрел и останал во гробот, а ветува живот вечен. Нема никаква логика. Тоа е најголемата победа која Исус ја извојувал. Но тука не застануваме. Преку земајќи го тој дел од прекршениот леп на причеста, ние полагаме право врз Христовата победа над злото. И секогаш кога ние седиме на трпезата со Исус, за време на причеста, ние преку таа негова победа бараме Царството небесно да биде на земјата како што и на небото. И последна работа, и за мене најзабавна работа. Оче наш е неверојатен акт на контракултура. Неверојатен акт. Во секоја култура, Оче наш е контракултура. Таа е толку едноставна молитва, што ги учиме и нашите деца да се молат. Неколку збора се. Не се кој знае колку збора, ќе ги научиш на памет. Дури од возраст во која нема да можат ни да ја разберат таа молитва. Ја знаеме на памет и можеме лесно да ја земеме здраво за готово. Затоа постојано треба да застанеме и да размислиме свесно за длабочината на оваа молитва и за нештата кои се длабоки и да разбереме дека има нешто кои се поголеми од мене и од мојот личен свет. Се работи за Божјата волја и за Божјата цел за овој свет која се остварува преку мисијата на Исус Христос и преку работата на Светиот Дух сега. И јас сега имам шанса да имам дел од таа мисија. Затоа Оче наш е една своевидна контракултура, субверзивна култура која во секој општество се моли за Божјата волја да биде на земјата како што е на небото. Ајде сериозно да ја разбереме оваа шанса и привилегија и да искористиме како што треба. Бог не повикава во една мисија за овој свет. За крај ќе се молам со молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како што е на небото, така да биде и на земјата. Левоташ насушен дај ни го и денес. И прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај во искушение, но избави на од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин.